Ало, добар ден, здраво, пријатели. Денес сум повторно видео. Каналот е Наш свет со Петар. Денес повторно сме на фронтот во Украина, повторно сме во конфликтот помеѓу Украина и Русија. Денес ќе зборувам за пробалтикот, како руси му викат, или за балтичките држави, каде што во последните денови имаме интензивни дејствија, интензивни случаи кои што се случуваат. Имаме многу паднати дронови, имаме скриени мини на руски бродови. Затоа, доколку сакате да добивате овакви информации, доколку сметате дека ова се информации кои што нема на друго место да ги најдете, можете да се абонирате или да направите subscribe за каналот, бидејќи тоа е единствениот начин како да ги добивате видеата, бидејќи алгоритмот на YouTube е така направен што не ги дава видеата на прв план. Затоа, за да ги добивате видеата, потребно е да се абонирате. Што се случуваше со пробалтикот? Пробалтикот се повеќе станува исто така се вовлекува во војната, можеби. Имавме неколку паднати дронови во балтиските држави. Имавме постојано паднати дронови во Литва, во Латвија и Естонија. Минатата недела имаше подигнато 2 F-16 во Литва, кои што соборија дрон. Имаме неколку паднати дронови во сите три држави. Што се случува? Тие дронови се праќаат од Украина, од украинска територија кон Санкт Петербург, кон пристаништето на Санкт Петербург, Устелуге, кое што е пристаниште за да се полнат бродовите со сурова нафта и со втечнен газ. Од таму тие бродови заминуваат да извезуваат руската нафта и рускиот втечнен газ. Затоа, очигледно украинците праќаат дронови кои што поминуваат преку овие балтички држави, низ нивна територија и одат во областа околу Санкт Петербург. Во минатото видовме многу удари од украински дронови кои што достигнаа до Санкт Петербург, до пристаништата, кои што ги повредија пристаништата за утовар на нафта. Сега имаме и, како што кажав, дронови кои што паднаа и предизвикаа огромни некои и возбуди помеѓу населението. Затоа и владата на Литва пред минатата недела зборував исто така на таа тема. Има проблеми исто министерот за одбрана и владата падна, така што имаат и владина криза. Паралелно со ударите, паралелно со неколкуте дронови кои што паднаа, Литва во моментот гради нов полигон веднаш до протокот Сувалки. Тоа е проток или како да го наречеме на мост или еден копнен мост кој што минува низ Литва, тоест од Белорусија оди кон Калининград. Знаете, тоа е стариот Кёнигсберг или денешниот Калининград, кој што е една енклава на русите, каде што има огромен број на ракети исто така, каде што е доста окрепен овој град и тоа е една енклава на русите. Но дотаму копнено се стига само по овој теснец Сувалки, каде што може да поминуваат руските транспортни средства. Тоа е исто така може да се дојде преку Балтикот, преку Балтичкото море, но по копнен пат се само Сувалки. Литва во моментот гради нов полигон кој што е скоро 150 километри квадратни голем, веднаш до Сувалки, и таму ќе може да се сконцентрираат до 5000 војници. Исто така, Естонија ја укрепува својата граница кон Русија, гради противтенковски полиња, гради огромни пресретнувачи исто така и на дронови. Значи гледаме и Естонија, и Литва, сите земји од пробалтикот полека како да се вмешуваат во конфликтот и како да стануваат, како да се предпазливи, но и полека како да се вмешуваат во конфликтот. Минатата недела, мислам дека на 17 беше, за швајцарски медиум имаше интервју Александар Грушко, тој е
заменик министар за надворешни работи од Литва, и во интервјуто тој повика, неколку пати тој пишува во интервјуто, повикува дека НАТО мора да направи удар на Калининград, да покаже сила на Русија, со тој начин би сопрел Русија и би покажал сила. На неколку пати во интервјуто Грушко повикува на напад на Калининград. Калининград, нели, е енклавата на стариот Кёнигсберг, на русите кои што ја земаат после Втората светска војна. Имаше многу реакции и од портпаролот на надворешни работи на руската Министерство на надворешни работи Марија Захарова и Песков, но реагираше денес и заменикот за надворешни работи исто така на Руската Федерација. Заменикот на Руската Федерација за надворешни работи Александар Грушко, додека пак од Латвија Буброса, заменикот за надворешни работи, кој што имаше интервју и кој што напоменуваше дека НАТО треба да го нападне Калининград како би покажал сила кон Русија. Минатата недела на неколку пати беше затворен аеродромот во Калининград. Беше затворен аеродромот поради опасност од дронови. Исто така предизвика доста неуменија во руската јавност и во руските функционери. Понатаму, пред неколку дена, на пристаништето Уста Луге во близина на Санкт Петербург, каде што се утовара суровата нафта и втечнениот газ од Русија кој што патува кон светот, руското ФСБ или Агенцијата за разузнавање откри 15 подводни магнетни мини кои што беа прикачени на танкер. Тоест, танкерот пак допатувал од Белгија, од Антверпен, кој што требало да наполни газ во пристаништето и да се врати во Белгија. Според податоците кои што ги објавуваат, станува збор за една фирма, за некаква фирма која што е регистрирана во Дубај, фирма која што има само еден брод, само еден танкер, и очигледно станува збор за некаква фирма која што е погодна за такви терористички цели. Беа откриени 15 магнетни мини кои што беа ставени на танкерите и кои што можеа да предизвикат голем удар врз Руската Федерација, и на тој начин очигледно се цели да се направи, да се предизвика одговор повторно од руската страна, која што повторно би реагирала, можеби пак бурно, за да тоа се осуди од меѓународната јавност. Значи, танкерот допатувал од Антверпен, станува збор за територија која што е на Европската Унија, на НАТО, станува збор за мини кои што ставени, по руските информации станува збор за мини кои што се направени во земја членка од НАТО, значи се НАТО, потекнуваат од НАТО. И прашањето кој има потреба од една ескалација на војната. Очигледно се стреми кон ескалација на војната, очигледно се предизвикуваат ескалации, се нанесуваат удари, знаете и за минатата недела за ударот врз Старобелск, училиштето во Луганск, каде што беа погодено во текот на ноќите училиштето, тоа е студентскиот дом, во кој што настрадаа до денеска 21 ученик и многу повеќе се ранети. Очигледно се цели ескалација на војната, очигледно се цели да има се повеќе предизвици кон руската страна, како таа би одговарала со повеќе пожестоко, на кое што би следело пак одговори. Очигледно Европа и понатаму цели ескалација на војната. Знаете дека и представничката за надворешна работи на Европската Унија, Каја Калас, исто така од балтичките држави, таа постојано исто така има изјави врз основа на тие конфликти. Меѓутоа сега во балтичките држави предстојува и шефката на Европската комисија, која што пак најави големи инвестиции, и во Латвија најави инвестиции некаде околу 30 и повеќе милиарди по разни програми, кои што латвиската држава ќе може да ги земе и да ги имплементира во нејзината економија, а 12 милиарди ќе може да ги употреби и за војни цели, тоест од програмата SAFE на Европската Унија, каде што Европската Унија се задолжува за државите да земаат
кредити без камати, како што би можеле да инвестираат во воената техника, воена технологија. Значи, имаме многу дронови паднати во балтичките држави, имаме откриено скриени мини на танкери, на руско пристаниште, на бродови кои што допатуваат од Европа. Имаме ескалација на ситуацијата, исто така и во балтичките држави. Украинската република зборува и за инволвирање исто така и на белоруската држава. Очигледно и Балтикот полека станува дел од конфликтот, очигледно полека почнува и да се подготвува, но и да се инволвира во војниот конфликт помеѓу Русија и Украина. За денес доволно за Балтикот. Наредниот пат ќе зборуваме повторно за војната помеѓу Русија и Украина, бидејќи има повторно најави за ескалација на војните действија и од украинска и од руска страна. Затоа пред да се разделиме уште еднаш, потсетуваме дека доколку сакате да добивате овакви видеа, доколку сметате дека видеата се полезни и дека има информации кои што ги нема на друго место, единствениот начин е да направите subscribe за каналот, како што би можеле да алгоритмот на YouTube ви ги дава видеата да ги погледате. Пријатна вечер за сега, поздрав!